Денес сме на првата работилница по фотографија во зоолошката градина. Учениците многу беа возбудени, едва чекаа да дојде моментот кога ќе појдеме и некои дури покажувањата на родителите, некои не спија подвадена. Денешниот ден мислам дека поминавме прекрасно со овие 17 дечиња од посебното основно училиште Иднина, каде што тие можеа да ги изразат своите емоции и навистина беа задоволни и прекрасни со изведувањето на сите тие фотографии. Сметам дека ова ќе остане врежано во нивната меморија. Голем чекор напред кон културолошката инклузија на децата со аутистичен спектар. Националната галерија 2 години поред стои заедно со Холандската амбасада за проектот Уметност за сите. Уметност за сите е проект кој што е многу значаен за нас, бидејќи создава слика за едно општество за сите. Работиме со децата со посебни потреби. Не би рекла со посебни, туку би рекла тие и те како се уникатни, и те како се посебни, бидејќи секој во себе носи нешто посебно што е уметноста. Имавме прилика во отварањето на нашите изложби да бидеме сведоци на посебната синергија која што се создаде помеѓу децата, родителите, професионалците, уметниците кои што беа вклучени во овој проект, кои што во нас создадоа прилика дека и те како овој проект е за поздравување и за изложување во Националната галерија. Ние како тим сакаме преку уметноста да ги олесниме сите препреки кои што ова општество ни ги отежнува. Имајќи предвид дека уметноста и те како ги отвара границите, ние сметаме дека преку уметноста можеме да се зближиме и да создадеме една поубава иднина. Затоа и самиот проект е наречен Уметност за сите. Благодарност до Националната галерија, благодарност до Маја Димитрова што ги води овие проекти. Се надевам и наредниот период ќе подготви на друга програма, различна или слична програма, кај што со задоволство ќе учествуваме, бидејќи ние као креатори, уметници, ликовни уметници мораме да допринесеме за овие деца кои што некогаш државата или општеството да ги заборава или минимално се грижи за нив, да им даде нешто ново, нешто што можат да најдат спокој. Како ликовен педагог сметам дека направивме голема содржина и успешна работа во однос на тоа што беше планирано, дури очекувањата ги надминавме, благодарение на нашите креативни деца. Морам да ги пофалам и учесниците од Факултетот за ликовна уметност, заедно со професорот Беди, кој што многу ни помогна да ја направиме оваа работилница успешна. Исто така сакам да се заблагодарам на Холандската амбасада, која што во последниве 2 години активно не помагаше да реализираме оваа работилница.
Проектот Уметност за сите е досега најголем едукативен проект кој што ние како институција сме го организирале и оттаму би сакала да изразам мојата благодарност до холандската амбасада која што го овозможи самиот проект да постои да се реализира на еден ваков начин. Проектот е посебен од повеќе аспекти и морам да кажам дека ги надминува моите очекувања во секој поглед. Во проектот беа вклучени деца од различни социјални средини, деца и со физички и со ментален хендикеп, а скоро секој проект беше работен по моделот на социјална инклузија, што значи дека работеа и со децата од редовната настава. И нема подобар начин да се надминат стереотипите, да се надминат предрасудите, ако буквално сите заедно не сме вклучени во тој процес. Оттаму не можам да ви опишам каква е сликата на секоја работилница, да видите деца со засукани ракави, среќни, задоволни, а максимално сериозни во тоа што го работат. Проектот опфати 4 работилници, од кои што понатаму излегоа завршни изложби. Се работеше со фотографија, со глина, се работеше акрилно платно и сега последнава, значи, се сликаше на чадори, на чаши. Би сакала да изразам една огромна благодарност на училиштата кои што беа вклучени во проектот. Големиот број на невладини организации, бројката е огромна и се надевам дека ваквите проекти ќе постојат и понатаму во иднина и ќе бидат поддржувани на ваков начин, затоа што децата го заслужуваат тоа. Сведок сум на голем број другарства. Морам да кажам дека тие се сепак врсници, делат исти интереси, делат исти тајни, имаат потреба да научат повеќе едни за други и нивната среќа и нивното задоволство е награда за сите нас кои што сме вклучени во проектот и не само тоа, потврда за она што го работиме.